Ova pole kako sonce, ova pole kako med, ova pole kako izvor, kako more, kako cvet. Ova sonce kako bajka, ova sonce kako son, ova sonce kako igra, kako pesna, kako zvon. Ova pole najlično je, volšebno je kako son. Skokaj po Megite, šetaj po poleta, proleta devojka zvoni. Kreni go čelot, izvi go telot, nebovo pesnite sroni. Cvet na legrankite, sonce na dlankite, trevata nasmevki plodi, smej se izboruvaj, želbi razgoruvaj, zemjata lebed sve rodi. Ima li nešto poslatko od detството наше? Od детството родено под златното сонце на слободата? Има ли нешто поубаво од родната песна испеана во слобода? Од детските игри во росните полиња и ливади, наутро во часот ран. Nautro vo čas od ran, šetajte se taka sama, poleto pred mene všir se otvara kako vir. Ме покани, дете, ај запливај во мојот сјај. Нежни дланки имам, глеј, ке те згрнам, смеј се смеј. Ке те бакнам како ден со цвет, треви и солен. Ке ти пеам тралалај, радоста да нема крај. Nautro vo čas od ran, zaskitav niz pole sam, i vo zelen vir so sjaj se iskapiv aj, aj, aj. Стихови. Стихови разиграни и весели. Поетите ги создаваат за да ни го направат детството поубаво и повесело. Мнози наши поети пишуваат и ја препејуваат природата. Тие пишуваат за пурпурните изгреви и за огња на сонцето. Тие пишуваат за природата, за ливадите, за дождот, за разиграните дождовни капки. Еден од тие поети е и истакнатиот македонски поет Стојан Тарапуза. Злетово. Еве овде во 1933 година се родил поетот Стојан Тарапуза. Иаку Злетово е стара рударска населба, се спомнува уште во 10-тиот и 11-тиот век. И благодарение на рударството, Злетово почнува и културно-просветно да се развива. Детството му минувало како и на сите деца. Трчал низ прашливите улички на селото. Ја пасел стоката, а многу пати се качувал и на дрвјата. А кога изморен од детските игри ќе му папсале нозете, седнувал под сенките на крошнестите дрвја да се одмори и да се разлади во водите на Злетовската река. Често ја посетувал и ковачницата на татко му и му помагал во работата. Сочеканот удрел по вжештеното железо, а од него изработувале копачи, лопати, мотики, српови и плугови за вредните селани. Основното образование го завршил во родното село,
а потоа желбата да дознае повеќе за науката и техниката го довела во Скопје, каде што се запишал во Средно-техничкото училиште Здравко Цветковски. Ова што сега гледате е новата зграда. Веднаш потоа ја завршил и Вишата педагошка школа. Стојан Тарапуза почнал првите стихови да ги кове далеку од родните ливади. Од првин тивко и срамежливо, а потоа како јата бели гулаби, стиховите се разлетале од распеаното срце на поетот. Чичко Стојан е овде со нас. Верувам дека сите вие би сакале да му поставите по некое прашање. Ајде да го чуеме првото. Освен што пишува за возрастни, за нас децата е најважно што Чичко Стојан Тарапуза најголемиот дел од своето творештво не го посветил нам на децата. Чичко Стојан, раскажете ни повторно се што сте напишале досега за децата. Деца, да ви кажам првин дека јас сум од оние автори што пишуваат исклучиво поезија за возрастни и за деца. За децата, за вас, сум напишал многу песни, повеќе отколку за возрастните. Поголемиот број од нив се наоѓаат во моите издадени книги, чиј број изнесува повеќе од 10. Тоа се Грејни сонце, Полно кајче желби, Дамбара думбара, Алец палец, Насмеани капки, Очиња поточиња, Цвети злато, Облак се поти, Сребрени звончиња и други. Набрагу треба да ми се појави најновата книга, што носи наслов Под стрејата над звездите. За вас реков дека пишувам повеќе и кога пишувам песни за децата, кога ги создавам, чувствувам најголемо задоволство, зашто сум свесен, оти вие децата сте добри и благодарни читатели. Во раците држам вашата стихозбирка Насмеани капки, која е внесена во лектирата. Во неја зборувате за убавините на природата, за денот и игрите што ги донесува тој ден. Или поточно кажено, во книгата внесувате една голема радост од секојдневните игри на децата. Сега ќе слушнеме вашата песна Алец, палец, показалец, а потоа вие ќе ни раскажете за вашето детство, за радоста и игри во него. Алец, палец, показалец. Покажи ми кај ме води таа мисла што се роди, што ме скопча, што ми звони, како небо да се рони. Драго дете, над 100 гори расте личен град. Низ него радоста езди на конј вихорен млад. Низ простори светли води, таму желбата те води. Детството, драги деца, е најубавиот дел од нашиот живот. Тоа е, би рекол, свет без граници, шарен свет, во кој детето е централна личност и, играјки си, низ игрите се израмнува со возрастните, со една единствена цел да побегне од уторството на возрастните. Бидејќи јас сум роден на село, како што знаете, моето детство минуваше, течеше по тие предели на селото, на планината, на реките, на полјанките. Се што доживеав, го доживеав таму, го затвори во себе, го загради во спомените и тоа живее се уште во мене и ќе живее додека сум жив. Зошто сум среќен што токму се родив на село и што имав можност своето босоного детство да го минувам по тие предели? Среќен сум затоа што сметам дека природата, тие пейсажи ослободуваат
не исполнуваат и не потикнуваат многу повеќе отколку другите пейсажи загратени со железобетонски ѕидови. Како што ви реков, во тие предели јас ги доживував сите случки и настани, сите радости и тажни мигови. И право да ви кажам, јас би сакал да се вратам пак во тие предели, за да се напијам од свежината што така штедро ни ја нудат секој ден. Токму затоа и пишувам песни за деца, зашто песната за деца, расказот, романот и се што се пишува, за мене представува една попатна станица на која се среќаваме јас како автор, како писател, како возрасен човек што сака да избега од светот на возрастните, зашто е прилично тежок и обременет со многу проблеми, и детето како читател кој сака да влезе во светот на возрастните за да се ослободи од уторството токму за она што ви реков, токму од уторството на возрастните. Ете така ја сваќам песната за деца и настојувам таа да биде искрена, доживеана, почувствувана. Колку сум успеал во тоа, вие ќе го кажете. Меѓутоа, ете, можам да речем дека јас имав среќно детство. Посрекно од детството на многу другарчиња, мои врсници што растеа во градовите. Зашто таму имав поголема слобода, иако тоа време во кое јас живеев како дете беше поинакво. Ние, познато ви од историјата, нашата земја тогаш беше окупирана. Ние бевме под бугарска власт во тоа време таму. Сепак ние тоа го надраснувавме, бегајки по тие предели и така успеавме да го земеме она што ни го нуди природата. Во стиховите на оваа песна со чиста свежина дишат песажите на полето, тревките и растенијата. Наутро дождовните капки одблеснуваат на сонцето. Убавините што ги донесува денот се особено насликани во песната Роса. Росата е прв бакнеж на утро што гали и сребрени вирчиња на обетки мали. Росата е насмевка на Божи лак во очи и сончева песна в грло што се точи. Росата е шепот на најмило цвете и милувка нежна од смеа на дете. Росата е радост од желби заворена и приспивна песна од ветре прозборена. Росата е мајско небо насмеано и поточе бистро разлеано. Чичко Стојан, вие на многу места во книгата пеете за пролета, за дренот, за реката, за детските желби и соништа. Потоа за месеците, за годишните времиња и за снегот што керска под санките. Ке ни кажете ли какво задоволство наоѓате кога го пишувате сето ова? Сите ние што пишуваме, драги деца, било за возрастни или за деца, всушност го препејуваме животот и создаваме една единствена книга, така наречена живот. Сознанието дека нешто правиме, дека нешто создаваме, ни причинува големо задоволство. Зашто, правејќи го тоа, препејувајќи го животот, ние всушност тоа го правиме од свој агол, додаваме нешто свое и така им соопштуваме на другите, им порачуваме и ги насочуваме да го видат, доживеат и почувствуваат убавото што го поседува животот. Значи, моето задоволство што пишувам за она што јас го сакам во животот, а тоа го спомнавте во прашањето, јас сум и среќен, зашто на тој начин го заградувам тоа што за мене, а и за другите представува голема убавина, што подхранува, што крепи, што охрабрува. Ете, среќен сум што пишувам, што создавам и за вас
и за возрастните. Исто така во книгата неколку песни посветувате и на мајката. Песните за мајката се читаат со најголемо задоволство, зашто мајката е извор на сите наши радости, заштитник и инспиратор во работата. Мајката е се во нашиот живот, и топлина, и сила, и верба, и достоинство. Ки им ја кажете ли и песната напишана за вашата мајка? За мајка ми или за мојата мајка, драги деца, јас сум напишал повеќе песни. Но во оваа пригода ќе ви ја кажам првата песна што ја посветив на мајка ми. Се вика Мајка ми. Мајка ми има вита става, работи везден, многу е здрава. Мајка ми има добра душа, се смешка, пее, топло ме гушка. Мајка ми има срце ширно, ко цвет ме чува, ја сакам силно. Мајка ми има нежност блага, ме љуби, сака, колку е драга. Еве, драги деца, тоа е училиштето во кое учев од прво до седмо одделение. Јас, како и секој поет, како и секој човек, тажам што тоа не изгледа сега подобро отколку што го гледаме, па потикнат од таа болка, од таа тага за него, зашто тука би се моите спомени од детството, напишав една песна што се вика Старото училиште и му е посветив токму на ова училиште што го гледате сега. Песната гласи вака: денеска тагата да ми ја сватите, едно старо училиште ги затвори вратите. Се разжалости, оневесели, зашто детската врева од него се пресели. Без неа лицето сосема му огрубе, штама го зави и оглуве. Стана гнездо на рида оставено, во ветрови дланки заборавено. Денеска болката да ми ја сватите, едно старо училиште ги заклучи вратите и со молк се збогува од учениците што ги полнеа со живот училниците. Две изворчиња, две поточиња, две птички, две синолички и две сонца од кои добрина се точи, тоа се драгите мамини очи. Звездата може украс да биде, сегде да стои, сегде да цвета, но не може само да ме стопли така како тебе, мамо. Во полето видов цвет со листенца нежни пет. Со небо во чашка скрито, обравчиња виножито. Со пурпурни зори во очи, со насмевка што се точи, го скинав. Дар за мама. Благодарност зашто сама се грижи за мене, бдее, ко сонце ме топли, грее. Кои награди ги имате добиена? Се разбира, како многу мои колеги, и јас сум добил некои признанија за мојата поезија, што ви е наменета вам. Така за книгата Дамбара Думбара, за Деновирки и за 7 брода, јас ја добив наградата на радиотелевизија Скопје, што се доделува секоја година на Струшките вечери на поезијата за најдобра книга за деца од македонски автор. Исто така, минатата година, јас ја добив и Змаевата награда за моето литературно творештво наменето на децата. Но да ви кажам, драги деца, дека најголема награда за мене е наградата што ја добивам од вас, кога се среќавам со вас, кога ги рецитирате моите песни и кога ми кажувате
дека ги сакате, дека ги читате и дека често ги рецитирате. Тоа за секој поет, реков, па и за мене е најголемата награда. Тоа е она што не потикнува да пишуваме, да работиме, да создаваме за вас. Основниот квалитет на книгата Насмејани капки е пораката. Поетот е поборник на мирот. Тој сака насекаде во светот да има мир. Без разлика на бојата и расата сака децата од целиот свет да имаат меѓусебно разбирање, зашто поетот верува дека тоа може да се постигне само ако се темели врз човештвото и добрината на луѓето. Чичко Стојан, како ја замислувате иднината на сите деца во светот? Драги деца, нормално е, како човек и како поет што пишува за деца, вашата иднина да ја замислувам како најубава. Тоа е и причината што пишувам. Ние поетите не можеме да го измениме животот, но можеме да го збогатиме со нови содржини, да го разубавиме и да го направиме да ви биде попривлечен. Меѓутоа, она што јас сакам како писател за деца и како човек, да го имате во иднината, а тоа е една поголема благосостојба, една поголема и безгранична слобода, да имате се што ќе ви овозможи творечки да го доживувате и искажувате. Животот не зависи само од вас, од вашите желби и од моите и од нашите, туку зависи и од многу други фактори. Првин, од желбата на оние што војуваат да престанат да војуваат и да убиваат, туку тие сили што ги вложуваат во такви недела да ги усмерат во нешто поубаво, похумано. Значи да ги запрат војните, а да го создаваат животот да биде убав, посреќен, порадосен. Ете, така го замислувам вашиот живот во иднината. Замислувам дека вие еден ден ќе живеете како едно семејство, сите ќе се сакате многу повеќе отколку што се сакаат некаде сега децата, сите омрази меѓу вас, било на каква основа да се темелат, ќе пресушат, ќе пресекнат и вие само ќе создавате, ќе си играте и ќе го доживувате животот онака како што е создаден и како што вие ќе го создавате. Ете, така го замислувам животот ваш во иднината и вашата иднина. Од сето ова што како одговор ви го кажа Чичко Стојан, како поет, тој напишал и една песна токму за мирот што треба да владе во светот. Дали некој од вас би сакал да ја каже таа песна? Јас би сакал да ја кажам таа песна. Таа е доста беа војни, мир нека завладее насекаде во светот. Место пушки и банети, ракети нека го параат небото, но не да ги уништуваат луѓето, туку да ги исследуваат непознатите планети. Да нема глад и на земјината топка нека завладее благосостојба. Да нема глад и сиромаштво, да се искоренат неправдите. Сите деца да бидат среќни, затоа да играме детството да го направиме посреќно. Еднаш сакам сонцето од злато да ми биде герданче на вратот, месечко од сребро како чун што плови, лулка да ми биде за песните нови, а цвеќето в поле код звездичка што е да ми биде украс во срцево мое. Желби, желби, желби. Сите ние имаме понекоја желба, голема или мала. За една своја желба пее и нашиот денешен соговорник, поетот Стојан Тарапуз. Дали би сакале да ја кажете таа негова песна? Желбата своја, зошто да ја кријам, в кревет со звезди би сакал да спијам. Со воз од треви да патувам често, од смеа и песни да замесам тесто. Да испечам лебец, колаш за сите, во радост и среќа да ни минат дните. Ко најбрза птица, сегда што броди, цел свет да минам, да кружам над води. Да јавам на облак, поздрав да пратам до сите деца, потем да се вратам. Ајде, ајде, детенце, летни како петлинце. На веленце бато седи, играчките ти ги реди. Онде некои дечиња доаѓаат до нови сознанија. Вамо околу мене други дечиња си играат топка,
А ние овде ќе чуеме една песна што е инспирирана од стиховите на Стојан Тарапуз.